Дворот на манастирот Свети Илија во Лукојца секогаш на 2 август бил претесен за да ги прими сите посетители, учесници на големиот црковно-народен собир посветен на празникот Илинден, кој воедно е и патронен празник на манастирот и на ова планинско село. Така беше и на овогодишното празнување кое започна уште во пресрет на празникот, кога на овие високопланински предели започнаа да пристигнуваат посетителите не само од Тетовско-гостиварскиот крај, туку и од Скопје, Велес, Куманово, Кавадарци и од многу други места на Република Македонија, како и лукојчани и нашинци од Србија, Чешка, Германија и од други европски и прекуокеански земји. Меѓу гостите најмасовно присуствуваа жители од Драчево, без кои не може да се замисли ниту едно од празнувањата не само во ова древно манастирско светилиште, туку и во село Лукојца, кое е едно од најоддалечените села во Тетовскиот крај, оддалечено 40 на километри од Тетово. Најпрви да ги поздравам сите граѓани и сите присутни овде собрани во манастирот Свети Илија во Луковица. Еве ние направивме чест и оваа година дојдовме со своето присуство да ја збогатиме оваа ваша манифестација, инаку црковните управи помеѓу селата Драчево, црквата Свети Спас и овде во манастирското настојателство во село Луковица датира уште поодамна. Со возвратни средби си искажуваме должна чест и почит, а ете како и секогаш и оваа година дојдовме да го чествуваме заедно овој голем национален и државен, пред се и црковен празник. Инаку црковното настојателство при храмот Свети Спас Драчево сесредно го помага црковното настојателство при манастирот Свети Илија во рамките на своите можности, давајќи му се разбира сестрена поддршка и во тој контекст уште една голема благодарност за овогодинешната манифестација, се разбира и поканата преточена во нашето присуство. Овој црковно-народен собир, кој беше еден од најмасовните, од година во година наидува на се поголема поддршка и интересирање кај верниците. Затоа манастирското настојателство изготви проект за изградба на манастирски конак во манастирскиот двор, со што уште повеќе ќе заживее ова далечно планинско село, изјави Аце Спасеновски, председател на манастирското настојателство на манастирот Свети Илија во Лукојца. Вака, данеска 2 август, прослава на манастирот Свети Илија во село Луковица, присуствува многу голем број на граѓани од општина Тетово, а посебно од село Драчево или и населба Драчево, така да помасовноста е огромна. Исто така присуствува и културно-литичкото друштво од Брвеница и голем број на граѓани од општина Тетово. Исто така се заблагодарувам на сите донатори што пред нас ќе видите трпезаријата, уствари конаците што се во изградба, што донирале досега и се заблагодарувам од се срце што помага на ова село, така да во иднина, мислиме до година, во тие конаци да дојдат што поголем број гости за спиење. И се заблагодарувам на РТВ КИС овие 20 години што е целосно со нас, ни дава огромна поддршка за медиумска, за изградба на конаци, на манастири и на цркви. За масовноста и успешно реализираната програма за овој црковно-народен собир голем придонес дадоа и кумовите кои учествуваа со собствени средства во повеќе донации. Јас сум роден во Лукојца и не можам да замислам без Лукојца, бидејќи од формирањето кога било за оваа црква, сум бил црквениот одбор и доста сум учествувал колку што сум могол. И понатака сакам да се продолжи ова традиција, да се продолжи, сите млади да го превзема ова, понатака да си доаѓаат во овој храм, да ги направиме овие конаци, да сите кои ќе дојдат тука да бидат добредојдени и да така да си помине убаво во светиот храм. Заедничката братско-сестринска трпеза. Неа ја благослови протаставрофор Мирко Станковски.
Во манастирската црква старешината на манастирот протар Ставрофор Мирко Станковски отслужи богослужба со мал водосвет. Потоа ги благослови виното и пченицата со прережување на погачите што ги подготвија и принесоа повеќето кумови. Во парченцата леп, кои им беа делени на присутните, се криеше паричката која го определуваше кумството за празнувањето на Илинден во Лукојца во наредната 2015 година. Еве го кај мене паричата. Имав некој предосеќај дека ќе биде тука кај мене паричата. Така испадна, дојде паричата кај мене, многу сум среќен и нека ме честит празникот на сите. Секој посакувам да е кум, како ја што сум оваа година. Од каде си и твое име и презиме? Јас се викам Маријан Илиевски, од населба Илинден сум, иначе потеклото на мајка ми е од ова место и секоја година присуствуваме овдека заради ова. Пресреќни сме, ето доста време доаѓаме овдека, значи секоја година сме на Свети Илија и стварно сме среќни затоа што ни се падна паричка така и нас оваа година. Па сме кумови. Честит празник на сите христијани, многу сме среќни, радосни, малце збунети. Оваа година сме ние кумови, до година на сестрата ни падна, на внукот. Што ви донесе кумството? Среќа, радост во семејството, вериќе. Хармонијата е најбитна работа. Да се верува во Бога е многу голема работа. Само кој верува, треба да верува. Значи треба да верува, искрено да верува и искрено да го чувствува моментот. Уствари, сега јас лани бев исто, мислам сега сум кум, уствари сега ми падна паричата на внук ми, исто уствари осеќам многу голема благодат. Значи кумството е голема работа. Кумството не е да седиш и да јадеш, да пиеш. Кумството е да работиш. Кумството е да му служиш на светето. Да служиш на светето, да служиш на народот и сите да бидат среќни и задоволни. Меѓу големиот број верници присутни на овој голем црковно-народен собир на овие живописни предели на планината Сувагора, во парченцето Леп се криеше паричката. Неа ја пронајде и прота Ставрофор Мирко Станковски, кој ќе биде еден од среќните кумови за наредното празнување. И кај него, како и кај сите други нови кумови, впечатлива беше радоста што им припадна кумството во ова манастирско светилиште, кој е едно од најстарите во рамките на Тетовското архиерејско наместништво, кое повеќе пати било разурнувано, а потоа возобновувано. Додека траеше богослужбата и се зголемуваше бројот на присутните, во црковната трпезарија на мощен хигиенски начин се подготвуваше храната во повеќе казани. За тоа беше ангажиран и стручен тим со кој раководеше мощно искусен кувар од Скопје, кој по потекло е од село Лукојца. Манастирскиот двор беше претесен за да ги прими сите верници и затоа многумина од нив беа во околните шумски појаси, во сенките, во овие живописни планински предели. По обичај и традиција и таму индивидуално се подготвуваше скара. Село Лукојца сум роден. Од 63 година ова традиција останало на сеќавање на народот е правено, па сега уште подобро се повесело сме. Има од каде не што доаѓа луѓе, да си пројдат со убо, све со срце, весело. Јас се радувам што сум во Луковица, затоа што момчето ми е од тука, ние доваѓаме од Германија, од Берлин, им препорачувам на сите наши селеници, на сите наши граѓани да доваѓаат на овој празник, што е многу весел и радосен и да доваѓаат што повише и помножно во ова село. Бојан Змејски од селото Сарачино, доаѓам сум овдека во селото Луковица, се радам дека ќе има многу млади луѓе. Имам овдека фамилија, потекнува од селото Лукојца. Некои од верниците во црквата за здравје даруваа пари, а многумина разновидна облека и предмети кои беа лицитирани во манастирскиот двор. Празнувањето на Свети Илија во истоимениот манастир во Лукојца беше зголемено и со настап на реномираниот музички состав маестро Бенд од Тетово, како и со тапани од Велес, а не изостанаа и зурлите.
Своја богата културно-уметничка програма има и членовите на културно-уметничкото друштво од Брвеница. Се играше и пееше се до доцните попладневни часови, а потоа празнувањето продолжи во секоја куќа во ова живописно планинско село. Временските прилики им беа наклонети на посетителите, а за успешноста на овој голем црковно-народен собир покрај членовите на манастирското настојателство на манастирот Свети Илија, како и местното население и селениците од Лукојца, голем придонес даде и автопревозникот Љапка Транс од Тетово.